почитуван комесар за проширување господин Вархелј, почитувани представници на Европската комисија, почитувана министерке Джачка. Најпрво би сакал да се заблагодарам лично на комесарот Вархелј и да му честитам и да изразам почитување за сите негови напори кои што ги вложи од почетокот на неговиот мандат за да дојдеме до денешниот ден. Без вашата помош и поддршка, комесаре Вархелј, немаше да бидеме денес тук. Заблагодарувам и во име на нашата влада и во име на нашите граѓани. Голема чест ми е што сме денес овде, заедно со нашите колеги од Албанија, со кои поминавме многу денови заедно и во 2018 и 2019 година, за време на објаснувачкиот скрининг или подготвителни средби, што конечно влегуваме во оваа последна, но најважна фаза од нашиот пат кон полноправно членство во Европската Унија. Момент кој го чекаме повеќе од 2 децении. Република Северна Македонија од осамостојувањето во 1991 година јасно и недвосмислено ја изрази својата стратешка определба за полноправно членство во НАТО и Европската Унија и со сиот свој административен и општествен капацитет беше посветена да ги постигне овие цели и покрај сите предизвици на патот. 21 година по потпишувањето на спогодбата за асоциација и стабилизација и 17 години како земја кандидат за членство во Европската Унија, заслужено сме денес тука и успешно ја започнуваме првиот скрининг по првата меѓувладина конференција и го започнуваме нашиот пат кон полноправно членство во Унијата. Во сите години поминати во чекалната, никогаш не отстапивме од зајакнувањето на нашите институции и административни капацитети, транспонирање на правото на Европската Унија, кое денес е на ниво на 45% на усогласеност. Исто така континуирано ги зголемуваме нашите капацитети за преведување на правото на Европската Унија на македонски јазик и само минатата година преведовме над 17.000 страници од ЕУ законодавството. Сето ова горе наведено е во насока на градење на позитивното досие на државата кое што е признаено од Европската комисија. Чекорите што ги превзедоа и Северна Македонија и Албанија се цврста основа за подобро справување со предизвиците што ќе дојдат понатаму во процесот, сега кога преминуваме во наредната фаза од нашите пристапни разговори. Од тука веруваме дека новата методологија, одобрена во март 2020 година, ќе даде нов поттик за пристапните преговори и ќе ја потврди посветеноста на Унијата кон политиката за проширување, заедно со заложбите дадени во Солунската агенда и сите последователни декларации од Софија, Загреб и Брдо. Очекуваме новата методологија да ја покаже и докаже на дело својата основна цел – динамизирање на пристапните преговори, забрзана и неповратна трансформација на нашите општества во целосно функционални демократии, еднакви на членките на Унијата, но исто така и конвергенција на нашите економии и намалување на разликите во споредба со оние на државите членки на ЕУ и на регионално и на државно ниво. Затоа за нас е многу важно да имаме заедничко разбирање за тоа како ќе се примени и како најдобро да се подготвиме да одговориме на овие новини. Особено во однос на подготовката на патоказите за функционирање на демократските институции, реформата на јавната администрација, но и владењето на правото, со оглед на влијанието на овој кластер врз динамиката на преговорите во целина. За таа цел би сакале да предложиме да се организираат дополнителни состаноци на техничко ниво со представници на нашата администрација, секако и на колегите од Албанија, каде што вашите служби подетално ви презентирале како ќе се применува новата методологија за пристапување. Кога станува збор за процесот на скрининг, знаеме дека тоа представува суштински елемент на пристапните преговори, бидејќи ќе ни даде јасен преглед на тоа каде стоиме и што треба да направиме во годините што следат. Објаснувачкиот скрининг не е новина за нашите институции, бидејќи овој процес на некој начин го поминавме во периодот од септември 2018 до декември 2019 година, кога вашите служби презентираа околу 8000 мерки на Европската Унија од најрелевантното право за сите 33 поглави. Оваа вежба вклучи околу 2000 наши државни службеници. Убеден сум дека врз основа на научените лекции, овој пат ќе ни биде полесно да се подготвиме за ажурирањето на правото на Европската Унија, но предизвик е што ќе мора да работиме паралелно и на билатералниот скрининг.
Како подпредседател на Владата за европски прашања, заедно со Секретаријатот за европски прашања, но и сите други институции, ангажирани околу координирањето на преговарачкиот процес во Северна Македонија, ќе ги насочиме нашите напори во обезбедување на непречен тек на преговарачкиот процес во сите негови аспекти, преку мобилизација на администрацијата, бидејќи таа се смета за столб на овој процес. Во наредните недели ќе финализираме ревизијата на актите за преговарачката структура, донесена уште во 2018 година, и таа ќе ја операционализираме. Главниот товар на преговорите ќе биде на нашата администрација, но во согласно со нашата заложба за инклузивност и транспарентност на процесот, ќе разговараме и договориме модел за учество на граѓанското општество во процесот, улогата на собранието, улогата на политичките партии и така натаму. Дополнително ќе ги зголемиме нашите капацитети за преведување на правото на ЕУ на македонски јазик во наредниот период, вклучително и јазична, стручна и правна ревизија и верификација на преведените акти на ЕУ. Континуирано ќе ажурираме Националната програма за усвојување на правото на ЕУ, која ги зема предвид плановите за усогласување врз основа на презентираното АКИ, како и другите обврски од процесот на пристапување во Европската унија. Националната програма за усвојување на правото на ЕУ ќе служи како наша основа за билатералниот скрининг и подготовка на идните преговарачки позиции. Последно, но не и најмалку важно, согледувајќи ја потребата да се информира јавноста за придобивките и обврските од процесот, ќе создадеме механизми за транспарентна и навремена комуникација со нашите граѓани, за што многу би ја ценеле и поддршката од Европската унија. Во последните недели ја увидовме важноста токму на овој пристап. Почитувани пријатели, патувањето што заеднички го започнуваме денес нема да биде лесно. Пристапниот процес бара целосен ангажман, но знаеме дека нема да бидеме сами на тој пат. Сметаме на поддршката на Европската комисија и нејзините служби, како наши партнери кои ќе дадат насоки и совети во процесот. Во овој поглед, сметаме дека е подеднакво важно да имаме вашата помош и преку фондовите на Европската унија. Од наша страна ќе направиме и дополнителни напори да го зголемиме капацитетот за апсорбција на расположивите ИПА фондови, како и друга билатерална развојна помош за поддршка на сите реформи поврзани со ЕУ агендата. Дозволете ми да заклучам со тоа што ќе кажам дека нашата заложба да станеме полноправна членка на Европската унија никогаш не била доведена во прашање и убеден сум дека штом ќе продолжиме со скринингот, мотивацијата и ентузијазмот на двете страни повторно ќе се засилат. Поставивме амбициозна цел да бидеме подготвени да се приклучиме на Унијата што побрзо, надевајќи се дека и ЕУ ќе биде подготвена да не пречека, действувајќи како катализатор на овој пат. Со оглед на сегашното геополитичко милје, обединувањето на континентот е чекор напред кон градење на посилна и поотпорна Европа која ќе може да одговори обединето на сите сегашни и идни предизвици. На самиот крај би сакал да се обратам и до граѓаните во Република Северна Македонија, бидејќи ова оди во живо. Да порачам дека започнуваме процес кој ќе бара макотрпна работа и ангажман на целото општество. Процес важен, процес не многу лесен, меѓутоа процес кој ќе заврши со членство на Република Северна Македонија во Европската унија. Тоа ќе значи исполнување на нашиот долгогодишен сон, но и на нашата стратегиска цел. Затоа, заедно со сите сили да работиме на оваа цел, затоа што само така заедно ќе успееме. Да живее Европска Северна Македонија. Ви благодарам.